Не завршува се кога ќе добиеш нова работа. Ниту завршува се кога ќе добиеш отказ. Полно работно време изнесува 40 часа неделно, а во една работна недела има 5 работни дена. Но запомни, работникот може да оствари прекумерно работно време, но не повеќе од 8 часа неделно или 190 часа годишно. Ако сакаш, можеш да работиш и дополнителна работа. Иако работиш кај еден работодавач на полно работно време, имаш право да работиш и кај друг работодавач по скратено работно време. Но запомни, не подолго од 10 часа неделно. Секој што работи за договорена плата, која што е утврдена со законот за минимална плата. Платата се исплаќа на периоди не подолги од еден месец и со најмногу доцнење од 15 дена. Но не заборавајте, имате право и на бонуси доколку работите за време на неделен одмор, доколку работите за време на празници, ноќни смени и дежурства. Доколку на твојата работа користиш приватен автомобил за службени обврски, или пак си оддален од фамилијата подолг период, или пак славиш 10 годишнина во компанијата, имаш право на надомест. Секој кој работи има право на 30 минутен одмор во еден работен ден. А потоа му следуваат 12 часа одмор доколку работи 2 последователни дена. Може би не си знаел, но можеш да побараш неплатено отсуство до 3 месеци поради лични интереси или вршење на јавна функција. Работодавецот е должен да ти го чува работното место, а пак работникот е должен да се појави на одредениот ден. Работодавачот е должен да ги заштити сите вработени од пожар, како и да ги обучи своите вработени за заштита и здравје на своето работно место. Исто така, тој треба да се грижи за своите вработени и за нивното здравје, како и да ги праќа на преглед на најмногу 24 месеци. Запомнете го член 6 од Законот за работни односи. Според него, мобингот е дискриминација. Секаков вид на психичко или физичко насилство спаѓа под дискриминација. Организирањето штрајк е уредено со закон и тој закон мора да се почитува, зашто во спротивно штрајкот може да биде прогласен на суд како нелегитимен и работниците да се сносат со тешки последици. Постојат и спонтани штрајкови, без претходни подготовки, но тие не се добри и не треба да се практикуваат. Исто така, штрајкот може да биде и солидарен, односно доколку работници од еден работодавач штрајкуваат, работници од друг работодавач се солидаризираат со нив и штрајкуваат заедно со нив. Исто така, работниците треба да земаат плата додека штрајкуваат. Отказ може и тоа да го добиеш по своја вина, но работодавачот е должен да те извести по писмен пат дека не ги извршуваш своите работни обврски добро. Но, работодавачот не сме да ти даде отказ поради отсуство за породилно, за нега на постар родител, за учество во синдикат. Но доколку добиете отказно решение, за време на отказното решение ви имате право на отсуство 4 часа во секоја недела поради барање на ново работно место. Како работник, имаш права кои што ти се загарантирани со закон,
Доколку некои од тие бидат прекршени, побарај правна заштита. Секогаш биди свесен и информиран за своите работнички права.